Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Елена Сталеска, хипнотерапевт. Ја имаме и Елена Сталеска, која што представивме како хипнотерапевт, една од моите омилени теми за тоа како функционира нашиот ум, која е магијата, ако можеме така да кажеме, на нашиот ум, односно моќта, што се ние можеме да правиме со умот и дали тој не контролира нас или ние го контролираме него, ќе зборуваме за тоа во продолжение. Елена, добре дојде во Здраво Македонија. Добро најдов, Елена. Благодарам за поканата. Навистина ми е чест и задоволство што сум тука денеска да споделам некои интересни искуства. Така е, да. Ќе биде доста интересен разговорот и со вас. Први би сакала да започнам со Елена вака како дама. Тука затоа што не знам, би се мислам ти знаеш, можеби од гледачите и знаат и не знаат. Мене ми е фасцинантно тоа како функционира умот и многу често јас барем во околината тука слушам дека тој не контролира нас наместо ние него. И ние многу ретко, Елена, зборуваме пример за хипнотерапија, па јас не се ни сеќавам дали сме зборувале за хипноза, ама нели она позитивна психологија, така како да го користиме нашиот полн капацитет, сме збореле за овие работи. Меѓутоа ум како ум никогаш го немаме онака опфатено како тема. Сега фасцинантно е тоа што ние можеме да го користиме рационално, доколку знаеме како, а не да му дозволиме на умот нас да не контролира и несвесно да живееме. Не знам, не се ни сеќам дали сме зборувале за свест и подсвест. Луѓето кои што се едуцирани на оваа тема, нели, кои што се запознаени подолго, знаат дека нели свеста нас ни го контролира само 5% од животот, останатите 95%, што е фасцинантна бројка, е од подсвеста. Ајде да зборуваме малку повеќе за тоа што вас ве представивме како хипнотерапевт, вие работите со подсвесниот ум, што всушност тие несвесни процеси кои што ги правиме, кои што ни го контролираат животот 95%, вие тука работите на тоа за како ние подсвеста да ја искористиме за наше добро и така можам така да кажам. Ајде зборуваме малку повеќе за тоа и сакам да ми кажете и што е хипноза еве за луѓето кои што не знаат. Да. Па вака, значи хипнозата е моќна техника, природна техника. Зошто е природна? Затоа што во хипноза влегуваме најмалку 120 пати во текот на денот. Тоа ми беше многу чудно. Како се тие 120? Јас не знаев дека влегуваме 120 пати. Да, меѓутоа не ги препознаваме тие моменти како хипноза. Например, кога читаме некоја книга, кога сме занесени во читање на некоја книга, тогаш ние сме на некој начин хипнотизирани, ние навлегуваме во содржината, влегуваме во ликовите, ние знаеме каде сме, знаеме кој е околу нас, меѓутоа толку сме занесени во книгата што може, например, и да ја видиме сцената која што е опишана, можеме дури да ги помирисаме мирисите кои што би биле соодветни за таа сцена, да ги видиме боите, да ги слушнеме звуците и така натаму. Исто така се хипнотизираме кога и возиме од дестинација А до дестинација Б, кога возиме секој ден по иста рута, например, се исклучуваме и наеднаш стигнуваме на локација Б и се прашуваме како ја стигнав тука, дали поминав на семафорите, актуелна тема, на црвено или на зелено. Тоа значи дека нашиот свесен ум во тој момент се релаксирал и нашиот подсвесен ум ја презема одговорноста, контролата, и ние возиме или стигнуваме до локација Б на автопилот. Значи, нашите навики, уверувања, акции, интуиција, сето тоа е сместено во нашата подсвест. Тогаш тука се поставува прашањето сега која е разликата што прави хипнотерапевтот кога настава под хипноза, ако ние секојдневно влагаме по најмалку 120 пати? Да. Па еве, например, јас тоа би го поврзала со јадењето. Хипнозата може да се користи и за слабење без диета, и меѓу другото исто така се користи за ослободување од емоционално јадење, од зависност од шеќер, може да се работи на намалување на апетит и на порции. Значи, ние имаме два ума, свесен ум и подсвесен ум. Сега, процентот на свесен и несвесен ум не може точно да се определи. Некој вела дека е 5 со 95, 10 со 90, 20 со 80. Значи, во секој случај преовладува подсвесниот ум. И сега, например, кога некој сака да јаде благо,
тогаш и не може да се контролира да јаде благо. Што се случува? Се случува борба меѓу двата ума. И во таа борба подсвеста секогаш победува. Ние, например, може да тргнеме да си речеме од понеделник веќе не јадам благо или јадам помалку благо и донесуваме цврста одлука, почнуваме со силна волја, а одлуката и волјата се сместени во свесниот ум. И кога ќе дојде понеделник вечер, сите наши планови пропаѓаат или најмногу еве да речеме до среда. Таа наша цврста волја пропаѓа. Зошто? Затоа што подсвеста мисли дека ние ако земеме парче торта, дека не заштитува. Ние свесно знаеме дека ако не јадеме торта нема да умреме, меѓутоа подсвеста иде во таа крајност да мисли дека ако не го изедам ова парче торта, нешто лошо ќе ми се случи. Ќе зборуваме малку подетално за тоа, затоа што во секоја борба подсвеста ќе победи. Ова само сега како пример за храна го земаме, меѓутоа секоја одлука која што ќе донесете, доколку во подсвеста ни ви инсталирано верување кој што ќе подкрепи таа одлука, џабе планирате дека од понеделник ќе отидете на теретана, од понеделник ќе ги откажете цигарите или што и да е. Доколку, како што кажав, подсвеста тоа не го прифати како факт и почне да работи за тоа. Како се менуваат и подсвесните уверувања, ќе зборуваме во продолжение. Па да, инспирацијата е сместена во подсвеста, значи инспирацијата и твојата креативност и значи нашата креативност е сместена во подсвеста. Сите ја имаме, само некои поумешно влегуваат во неа, а некои се поповрзани со интуицијата и креативноста, некои се поповрзани со рационалното размислување. Затоа ли велат дека секој од нас е креативен, меѓутоа не секој или има потенцијал за нешто, меѓутоа не секој го искористува сето тоа затоа што можеби не знае како да се поврзе со себе, кога викаат конектирај се со себе. Дали е тоа конекција со нашиот подсвесен, можеби? Да. Па некои луѓе се повеќе поврзани со свесниот ум, значи рационалното размислување, логика, стратегија, критичкото размислување, а некои луѓе, како што рековме, се покреативни и кај нив поактивна е подсвеста. Подсвеста, и века Игор е подсвеста. Јас би сакала да се вратиме, Елена, на тоа дека ако ние нашиот подсвесен ум не контролира 95%, еве да речеме, ќе се задржиме на 95%, а свесниот 5%, тогаш како ние можеме да почнеме повеќе да ја искористуваме подсвеста за таа да ни ги врши оние позитивни работи кои што ни требаат, например за позитивни промени во нашиот живот. Ако таа ја има моќта да го промени нашиот живот. Се пристапува лесно до подсвеста со хипнозата. Хипнозата е најлесниот начин? Да, затоа што треба, за да влеземе во подсвеста, треба да го релаксираме нашиот критички ум. Значи, тој стои како некоја бариера пред нашата подсвест и не дозволува да влеземе така лесно во подсвеста. Да, затоа што е многу гласен, бучен, ние сме по цели денови, како е зборот се на англиски, ми да го кажам, distracted. Ние одвлечено вниманието. Ние одвлечено вниманието, многу тешко можеме да го смириме умот. Да. И затоа, значи, неговата функција е како бариера, меѓутоа ние со хипнозата со специфичен хипнотички јазик го релаксираме, го ставаме во позадина и потоа зависи од целта на промените кои што сакаме да ги постигнеме или од целите, тогаш користиме, значи, соодветен јазик кој што подсвеста пак ќе го прифати. Значи, умот, нели, имаме многу звучни мозочни бранови уствари, кои што нели функционираат на дали стишување или не знам сега тоа како функционира, не сум јас во тоа поле експерт да знам. Меѓутоа нели ги имаме оние бранови, алфа, бета, гама, тета. Хипнозата на кои бранови најмногу функционира? Функционира на алфа и тета. Да. Така, значи вие во хипноза го спуштате од алфа во тета? Зависи на што се работи. Значи за некои цели не мора да бидеме толку длабоко влезени во хипноза. За некои, значи, подлабоко влегуваме, за некои не толку длабоко, значи зависи за што се работи. Зависи кој е проблемот на кој што се решава. Дали е опасно
ако работиме на подсвесниот ум кој што го контролира нашиот живот, дали ние треба да имаме, не знам, доверба во хипнотерапевтот, не знам, затоа што еве мене ми изгледа тоа дека чекај малку, некој ќе ми влезе во главата и сега некој може да ми контролира мене таму нешто што ако ми инсталира нешто што мене не ми одговара. Значи, никој не може да го контролира вашиот ум и никој не може да ви инсталира нешто што вие не сакате да го прифатите. Значи, подсвеста знае што сака да прифати и пред да се почне сесијата се разговара, значи, кои се целите, што сака да се постигне, што сакаме да се трансформира, меѓутоа не може никој да го контролира вашиот ум. И не може да останете заглавени во хипноза, не може некој да ви го да ја преземе контролата. Во секој момент во текот на сесијата можете да излезете од хипноза доколку сакате, да. Како изгледа практично тоа? Еве мислам че ако сакаш еве сега Елена, може би се да ја хипнотизираме тука па да види. Да видиме како да изгледа. И па добро, сега не можеме, може би во текот во текот на емисијата може би можеле да го направиме тоа, затоа што треба да има некоја претходна подготовка. Се кажи си проблем што имаш тука, одма спремаме. Листата со проблемите. Имаме многу проблеми, не може на еден да работиме. Колку проблеми може да однесеме? Сето тоа, значи, се работи во строга доверлива атмосфера. Меѓутоа, еве доколку би направиле една кратка демонстрација, да видите колку колку е моќна сугестијата. Добра, Бисера. Ако може да... Мене страх ме фаќа веќе старт. Не се плашите, не е ништо страшно. Добро, треба ли да снимам тука нешто да правам? Не сме направила во живо, Елена, па и нека не хипнотизираат. Јас хипноза немам направено уште, тоа ми остана. Може. Добро, ако може да се наслониш на столот, рацете да ги ставиш во скутот, така нозата доле. И ако може сега да земеш, да вдишиш и издишиш 3 пати. Така, вдиши низ нос, издиши низ уста. Супер. Снимај. Добро. И сега ако може да најдеш некоја точка, некој предмет, некоја мала... Најде, добро. И сега можеш да се загледаш во неа. Зјапај во неа. Постојано фокусирај се на неа и може би сега ќе почне да се изместува од фокус. Да. И тоа е во ред. И ќе избројам сега од 1 до 3, а кога ќе дојдам до 3, ќе ги затвориш очите. 1, 2, 3 и можеш да ги затвориш очите, одлично. И сега во твојот ум ќе можеш да ја замислиш таа точка што ја одбра, можеш да замислиш дека уште ја гледаш во твојот ум. Треба да отворам очи. Не, со затворени очи. Со затворени очи си замислуваш дека се уште ја гледаш таа точка. И сега ако сега ќе те замолам да замислиш како држиш половина лимон во твојата рака, можеш и физички да ја мрднеш раката ако сакаш, ако ти е полесно. Добро. Сега замисли дека имаш еден половина жолт сочен лимон. И сега можеш да го доближиш лимонот до носот, до устата и можеш да го помирисаш и да го осетиш мирисот на лимонот, само лимонот има таков мирис. И сега можеш да замислиш дека го ставаш тоа парче лимон во устата и го шмукаш тоа парче лимон, го цицаш сокот, капки лимон прскаат во твојата уста. И така, дали почна да се лачи плунка во твојата уста?
Па не. Не, добро. На Бисера ништо не функционира, Елена, јас да ти кажам. Ти викај мижи, она гледа. Ти викај направи Не, она ама друго. ова треба вака прво, смееше, да. во Треба ситуација кај што концентрација. нема Смееш цело камера, време, човече. нема луѓе, тоа не се прави така. Ова е само еден пример. Да. Меѓутоа јас не бев прво доволно фокусирана, значи луѓето околу мене каме тоа се прави Опушти се, релаксирај се, цела Опушти Македонија се, те гледа Елена. голема работа. Кај, па шо? значи, да, Но ја значи, сватив не поентата. значи дека не функционира, Да, туку да. зависи секако и од условите и Точно, да. најважната дефиниција за хипнозата е дека е состојба на фокусирано внимание. Значи, доволно е за некои луѓе само да помислат на лимон и веднаш... Па јас тоа, јас не знам она како него чувствува, јас Да. не ми се лачи плумката, вие Да. како зборите, а ова јас се Затоа смеев што тука ти си цело време. опуштена. А ти не си опуштена. Ајде музика малку, ајде господина Славчо тука да се изнервирав сега да Бисера хипнозата дека не Јас мислев ќе не испрскат со лимон. Ама мене почна да ми се лачи тоа што јас толку внимателно Да, слушам. да, значи А, она битно е хе-хе-хе-хе. вниманието. Нема, треба тоа во тивка просторија, но ја сватив поентата, што Не, значи срце, ти не можеш да се опуштиш затоа што ти имаш во главата дека не можеш тука луѓето гледат и не можеш да Па се тоа ти го опуштиш. кажувам и јас. Не се прави Ја го така немам тој проблем, требаше мене така да ми направат. Супер, да, значи ова вака функционира на овој начин, што значи хипнотерапевтот ве води. Да, значи прво го опуштаме и телото и свесниото и потоа со хипнотички јазик и изрази се опуштан или свесниото и потоа се инсталираат сите Информации кои што ни нови требаат. навики кои што сакаме да ги да Промениме. почнеме да ги применуваме од сега па Наш натаму. живот, така, добро. Игор, ти лимонот го почувствува исто Го како и мене, почувствува. тоа ни е... Дека ќе не испрскат со лимон. Да, добро, Бисарче е друга категорија, она. Друга категорија, Ние јас со Игор на бевме друго место сум хипнотизирани. со Треба мозокот. концентрација треба. Да, он има Концентрација. сериозни проблеми. Да, јас тешко. јас мислев се шегувам, не можеш. можеш мене така да ме дефокусираш лесно. Не Да, можеш. и па тоа е тоа, значи Не можеш, треба не се опуштам соработка, да, треба Да, чврст карактер. Треба соработка. Не може да ме хипнотизираат. Како не? Тоа Не може може. проблем да ти направи, значи не. Не може.